Добро вечер. Четврток, 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: дали луѓето на Бранко Цренковски работат за Христијан Мицкоски, односно зошто луѓето на Бранко Цренковски работат и му помагаат на Христијан Мицкоски. На таа тема интервју со Солза Грчева. Солза Грчева, рековме ќе правиме интервју во две продолженија и ќе разговараме за работите отворено. Вие доаѓате во СДСМ по заменување на Бранко Цренковски. Да. Колку време сте во СДСМ? Многу куса време. Јас бев повикана да го водам Советот за образование. Од кого? Значи, бев повикана од Радмила Шекеринска. Меѓутоа, мислам дека и Заев имаше тука удел, тоа бил веројатно заеднички договор, бидејќи преку човек кој што многу добро ме познаваше од стручен аспект, бев повикана да го вода Советот за образование. Дали вие за волја на вистината. Ми беше предложено, а јас тоа го одбив, бидејќи немав никакво политичко искуство, да ја заменам Софија Куновска на местото председател на градската конференција, прв човек. На град Скопје. И јас немав никакво партиско искуство, никогаш не сум имала партиска книжка и тоа го одбив. Реков дека ќе бидам таму, да речам, нема се снајдам во тие структури, тие ќе имаат отвор према мене, а ова е стручна работа и ќе можам да ја водам. Вие всушност бевте човек на Радмила Шекеринска. Повеќе, кој би може левеќе да дефинираме, бевте човек на Радмила Шекеринска, да речеме, од таа структура на СДСМ. Да речеме. Тоа е 2014 година, 2013 према 2014 13-та, еве ќе ви кажам точно, есента 13 година. Дали вие всушност бевте во СДСМ во тој процес на дебранковизација? Или чистење на кадрите на Бранко Цренковски? Да, јас имам такво чувство, дека бевте поканети во тој процес од Чекерински и од Заев да се чистат кадрите на Бранко Цренковски. Мислам дека така и се најдов на листата. Се внимаваше строго да не бидат така наречени бранковисти на листата. Ја бев ново лице, сметаа дека нема да загрозам никого со тоа што едно ново лице би било ставено. И да ве потсетам, тоа морам да го кажам, јас заедно со Советот за образование единствени дадовме една многу опсежна, многу издржана програма за образование, која што за жал не отпечатија официјално као предизборна програма, бидејќи штрчала на сите други програми, била многу подобра. Може ли да се дефинирате како човек што ги познава работите во СДСМ? Не. Сепак толку не го познавам. Можеме ли да дефинираме што сега се случува во СДСМ? Видете, не сум од оние познавачи кои што имаат своја историја, да. Власт, не што сега се случува? Не сум од тие луѓе кои што однатре го познаваат СДСМ, за многу работи се изненадував, многу работи се чудев, многу работи ми смета. Например, ми сметаше што некој е повреден таму зошто од мене се бара прес, а не да речеме од Петреш и Легов и така натаму. Но не чувствувате да речеме некое поврзано со СДСМ? Не чувствувам никаква поврзаност. Да не, апсолутно не. Затоа веројатно ви беше лесно да не го прифатите повикот на Заев. Видете, мојот да не се влези во парламентот. После 2014 година не ги прифаќа резултатите на изборите? Да, не. И повикува на бојкот на парламентот. Тројца или четворица од листата на СДСМ се одважи и си влегува во парламентот. Јас влегував. Едно од личностите кој не го прифаќа бојкотот. Знаете, јас тоа отворено го кажав и на Бихачка на едно собирание на сите пратеници, идни пратеници, го кажав и држав на говорница говор кој што беше многу сугестивен. Дека Груевски во тој момент беше толку мокен што беше спремен, а за тоа да речеме и Шкарич му даде подлога да си распише парцијални избори. И им реков, ако не сме ние опозиција, ќе биде некој друг. Може би Гром ќе го смислат како опозиција. Дајте да не се зафркаваме. Имавте притисоци. Во тоа прво... Имавте притисоци. Да, во тоа мое прво обраќање, 14 пратеници беа спремни да ме поддржат да влеземе во 14 пратеници. Кои се тие 14? Сега се уште веројатно. Да, влегоа заедно со мене тие, односно влегоа подоцна од мене, нели после години нешто влегоа. ЛДП. Еве сега незгодно е да лицитирам со имиња, но многу познати пратеници и сега кои што имаат сега имаат и функции разни. Тогаш значи беа подготвени да не го прифатите бојкотот. Да не го прифатиме бојкотот. И втора работа, јас сметав дека треба тоа да ми се каже унапред.
Пред да подпишам дека си го замрзнувам работното место и се откажувам од Тоа се две работата. турбулентни години за СДСМ, 2013 и 2014 година, кога партијата се крши околу отпорот или околу бойкотот. Да. 2013 година токму Шекеринска, Заев и Стефчо Екимовски го кршат отпорот на Бранко Црвенковски, Така е. кој го има смислено Бранко Црвенковски, Наташа Савова, и тој доживува неуспех на локалните избори 2013 година. 2014 година Зоран Заев го прави бойкотот на парламентот, кој го направи многу подобро од Бранко Црвенковски што го направи отпорот. Од сегашна временска дистанца, дали смета дека таа 2014 година, кога Зоран Заев одлучува да направи бойкот на парламентот, дека располагал со бомбите на Зоран Верушевски? Дали од сегашна временска дистанца Апсолутно сум сигурна. Не дека шпекулирам, туку сум сигурна. Дури мислам дека после моето обраќање пред сите колеги пратеници дека јас бев прислушкувана. Дека бевте прислушкувани? Да, апсолутно. Моите работи што мислев да ги споделував со некои колеги на телефон, веќе утринта ми носеа некоја ситуација. 2014 година се заеднички парламентарни, предвремени парламентарни, председателски избори. И председателски. Многу се очекуваше од кампањата на Стео Пендаровски. Во кампањата Радмила Шекеринска, значи еден месец пред председателските избори, најавува бомби, кои се случуваат на 31 јануари 2015 година, значи 10 месеци подоцна. Првите контакти на Заев и на Верушевски се веројатно 2014 година. Тогаш, ако се сеќавате, објавена една полубомба, телефонски разговор помеѓу Ден Дончев и Никола Груевски околу продажба на Македонска банка. Вела дека тоа е клучниот момент кога Зоран Верушевски проценува дека ако може Ден Дончев во наводници тоа да го наплати, зашто да не ги наплати тој тие бомби со кои располага од 2009 година. Тоа е првата симбиоза Зоран Заев и Зоран Верушевски. Да, верувам дека е тоа така и имав чувство дека сите ние пратеници кои што подпишавме дека ќе бидеме народни пратеници, учествуваме во филм чие сценарио не го знаеме. Сме исправени, апсолутно не знаете, многу е незгодна таа ситуација. Внатрешни битки се случуваат очигледно. Се случуваат битки, делчињото ги препознавате, нешто насетувате, но не го знаете филмот. А вие глумите во тоа сценарио. Година дена молчи, дава интервју за Дојче Веле кај Катерина Блажевска, кај што вели ни јас ни Зоран Заев не сме еднината на СДСМ, тоа е 2014 година, токму околу бойкотот во парламентот. Стео Пендаровски еднината на СДСМ, бидејќи самиот Стео Пендаровски во првиот круг на председателски избори, во вториот оси повеќе отколку што освои Зоран Заев. Со СДСМ еден декласирачки порас на Зоран Заев од 200.000 гласа разлика. Апсолутно. И тоа е последниот обид на Бранко Црвенковски така јавно да ја преземи СДСМ. Да. Победува Зоран Заев, замолчи на Бранко Црвенковски, претпоставувам како дел на таа операција со И прво што направи бомбите. Зоран Заев, извади бомби по грешка за Бранко Црвенковски. Мислам, тоа беше еден индикатор дека тука е голем расклон, дека настанува крај на кариерата, да речем, на Бранко Црвенковски. Но, ја не знам зошто си истури жестината на тројца претеници кои што влегоа као врз мене, со закани, со навреди и така натаму, кога самиот Заев направи многу поголема штета. Заев истрча на локалните избори без дозвола на Бранко Црвенковски. Дури Драгиша Милетич, апсолутно Иван Величковски, па и Лупчо Георгиевски велат, ги имале стајно печатите на располагање на Зоран Заев. Истото сценарија кога што имаше Стево Јакимовски направено 2013. И тоа е тектонскиот потрес, не е тектонскиот потрес што влегала Солза Грчева во собрание и си терала опозицијска агенда внатре. Тоа е расколот во левицата. Дали Црвенковски или Заев ќе имат контролата врз СДСМ. Очигледно таа 2014 година победува Зоран Заев со помош на Зоран Верушевски. И верувам дека Бранко Црвенковски не би го истерал овој проект вака како што го истера Зоран Заев. Не, апсолутно не. Црвенковски имаше два обиди. Првиот обид беше 2013 година да го промовира Жерновски како иден лидер на опозицијата. Кој што беше како диво место насаден, исто така но имаше структурата околу Шекеринска него. Сакаше. Меѓутоа Жерновски 3 пати победува во општина Центар и тоа се сметаше најголема победа на тие локални избори 2013 година. И сите веле дека Жерновски ќе биде новиот лидер на опозицијата. Во една од првите бомби кои сител телевизија ги објавува ко преписка помеѓу Верушевски и Зоран Заев, има што ќе правиме со Жерновски. Така е. Значи веќе му бил гајтанот на Перниче испорачан на Жерновски дека не може да смета на нивна поддршка. Вториот е Стео Пендаровски. Да. На ланските председателски избори
Зоран Заев до последно калкулира со Стево Пендаровски дали го кандидира или да не го кандидира. Дури ако не се лажам, последниот ден кога има она конвенција во Хилтон хотелот, тогаш го номинира Стево Пендаровски. Значи Зоран Заев до крај не сака да го номинира Стево Пендаровски. А што сакате повеќе доказ, тој не беше на неговата инаугурација, тоа се нема случајно никогаш. Никогаш во историја на СДС. Во историја на СДС, на ниедна држава впрочем. Не може премиерот да не е присутен кога се инаугурира, поготово неговиот, да речам, од неговата партија човек, станува председател, а тој не присуствува на инаугурацијата. Тоа би беше единствена кампања кој вие бевте у СДС на тој 2014 година, тогаш Стево Пендаровски води кампања нели за председател на држава, вие сте во прва изборна единица. Да. Никогаш Пендаровски и Заев не се сакале. И секогаш биле два различни света, претпоставувам. Па да, немав чувство дека се тие блиски, двајцата. Па ако земете и сега. Гледате од низа на изјави и постапки и така натаму на Пендаровски се гледа едно раздвојување со Заев. Пробува Пендаровски да има улогата на Борис Трајковски. Но нема сила или нема поддршка тоа да го прави очигледно, или уценет со одредени бомби. Па не знам дали уценет со некакви бомби. Јас имав средба со него. Верастурија сосема малициозно. Дека сте се продале, дека сте отишле кај Стево Пендаровски. И тоа знаете кој ме растураш, оние кои што му направија цензус на изборите. Да. Ние не му правевме цензус, бидејќи рековме ќе се седиме дома. Не ги поддржуваме ниту двете партии, едно за името, промената, во кој што заедно се коалицира. Не обезбедувавме цензус. И второ, заради криминалот кој што изеде оваа држава, гледаме дека има заеднички. Тие што му обезбедат цензус на Стево Пендаровски. Тие ме напаѓаат дека сум била кај Стево Пендаровски, а тие го легитимизираат. Сега имаат карт бланш до ценот кои се патриоти, а кои се праведници. Од кој преспа све живо и диво. Од кој ги преспа уставните промени, промена на име, промена. Од кој преспа зимски вечери со протести, кога преспа да дадат банка за бойкот на референдумот. Тие сега одлучуваат кој ќе биде. Тие одлучуваат кој е патриот, кој е предавник. Кој е предавник. Ве молам, ние многу добро знаеме и кој го водеше бойкотот. Само што бевме многу фер, ние како партија никаде своите инсигнии како партија не ги истакнувавме. Зборувавме како личности. Меѓутоа, од првата секунда на бойкотот, не само што бевме приклучени, него бевме на челото на фронтот на бойкотот. Вие во 3 години или во 4 години поминувате еден пат Солза Грчева во Моровка и Солза Грчева изолирано од ВМРО да помине. По тие 4 години се случат драматични турбуленции во македонското општество, шарени револуции, промена, промена. 27 април. Знаете, 27 април, јас и вие можеби на некој начин реал, што знам, го доживавме на еден поинаков начин. Кога сега гледаме што се случи на 27 април, малку поинаква е визурата. Значи во тие 4 години драматични случувања имаме во Република Македонија. Шарени револуции, промена, 27 април и така натаму. Значи, тоа се две маргини. Солза Грчева во Моровка, работи за ВМРО, го растура бойкотот на Зоран Заев во договор со ВМРО ДПМН, следната фаза ВМРО ДПМН и прави политичка партија и третата фаза Христијан Мицкоски изолира Солза Грчева и не сме да има пристап на медиумите под контрола во наводници на ВМРО ДПМН. Еве сега што е точно, бидејќи веќе ги вадиме полно пати, но сега ги вадиме добро кај вас да објаснам. Ги вадиме ракавиците и кажуваме све што треба. Сосема ги вадиме ракавиците. Кога јас влегов во парламентот, прво секој мој говор може да се провери, тие стојат се уште на YouTube. Вие сте Роза Каровска, Бурариева, Љубица. Си опозициски до крај. Со барање на оставки прва на Мијалков, што никој од нив не побара. Значи, уште кога никој не бараше, јас побарав оставка од Мијалков, вечерта обезбедувањето на собранието ми правеше друштво до дома, знаејќи кој е Сашо Мијалков. На крај Мијалков ви ги собира подписите. Гледате ли направите партијата. Која една трулеш овде постои, а не ме ни чуди, бидејќи тоа и се случува кај нас, но нам не ни се случи. Мицкоски не е човек на Мијалков. Да докажам само за оваа работа. Со фирми по Белград, со не знам сметководители кои сега ги прави заменици министри за финанси или не знам што. Значи, во моментот кога јас влегов во парламент, Никола Груевски си имаше 62 пратеника и топ не го биеше. Значи не му требаше воопшто мојот мандат. Воопшто не му требаше мојот мандат. Мандатот не му требаше, но му требаше демократски легитимитет. Значи не го доби. Значи не го дадовме мандатот. Ни една од колешките не го даде мандатот на ВМРО, нити ги поддржавме во некоја постапка. Обезбедивте демократски амбиент, дека има опозиција во парламентот за разлика од Зоран Заев.
кој не беше во парламентот. И таа роља претпоставам дека ВМРО никош ве нема забораено и во еден момент може би има помогнато. Не Мицкоски, но Груевски. Верувајте, јас не се полнам никош во деца, меѓутоа ВМРО ниту еден потпис ни нема собрано никогаш, ние честно 3 месеци си ги собиравме потписите од наши поддржувачи. Значи таа како Пасиев што их собира сега? Таја, не, апсолутно не знам за Пасиев и во за првиот пат како ги избричат, ќе ги избањат ВМРО-ци и ќе ги донесат да го потпишат за вас, значи, како за Пасиев. Многу макотрпно, јас 10 пати сакав да се откажам од целиот тој процес. Многу пари лични дадов за нотари, за државјанство и така натаму. Многу макотрпно. Ние останавме доследни на себе. А што значи таа доследност? Раскинување и со едни и со други. Но бевте цело време омилена левичарка на ВМРО да помане. Може би да. Знаете, јас имав културен однос према сите пратеници. Дури по-омилена од Љубисав Иванов Дзинго во еден период. Не знам колку сум била омилена, еве сега заклучете што најголемите напади и на Facebook и секако ми доаѓаат од ВМРО. Но говориме од 2014, некаде од 2017-2018 година. Дали во еден период ВМРО разговара со вас да бидете кандидат за председател на државата минатата година? Видете, тие го користат моментот, знаејќи ги мојата активност околу бојкотот на референдумот. Разговарале ли? Да, сега ќе ви кажам, сакам да знае публиката точната вистина како било. Тие сватија дека се немотни да ги добијат председателските избори, бидејќи соучесници беа во промената на името. А ние бевме пак многу активни против промената на името. Значи да дефинираме. Ја бев викната. Не беа само кворум. Не. Тие беа активни учесници во промена. Ја ви гарантирам и 30 пратеници да им побара и 30 даде. Тоа не станува збор за тоа. Значи, мало дете веќе не можат да излажат дека ова е една изолирана банда на луѓе која што е уценета и така натаму. Не, игранката ја направија заедно и секогаш ги нарекувам главен изведувач и подизведувач. Од кога видео они дека тешко ќе поминат со таквиот став, со неизлегување од собранието на 30 септември, практично признавање на референдумот и така натаму. Дури на 30 септември во 11 или во 12 часот Христијан Мицкоски и Александар Николовски имаа став што да се прави на референдумот. Да. Од кога почнаа да не стигаат првите резултати за неизлезеност. Од кога се виде дека нема да има цензус. Ама ние имавме наблюдувачи, едни од ретките, дури тогаш никој во немаше 11 или во наблюдувачи. 12 часот на 30 септември Мицкоски и Николовски излегува со соопштение кажа дека нема да гласат. Према тоа бојкотот го истера сосема друга екипа, не го истера они, но признавам дека голем дел од членството на ВМРО беше за бојкот. Има патриотски чувства, беше за бојкот. Што се случува? Попостои прашањето дали би било понудено да бидете кандидат за председател на државата од редовите на ВМРО да помане? Ми беше понудено од стар коалиционен партнер на ВМРО да помане, од господинот Иванов Дзинго. Бе викната во Кратово и ми се кажа отворено, ВМРО ги губи овие председателски избори, доколку не игра и на таа патриотска карта, а таа патриотска карта им беше земена од ракав. Кога е тоа? Тоа е пред референдумот, многу близко до референдумот, некаде околу една недела пред референдумот, бидејќи знам дека тоа одење во Кратово го искористив и да лобирам меѓу кратовчани за бојкот на референдумот. Значи тоа е септември 2018. 2018. Се разбира дека не прифатив, ние имаме партија, друго беше јас да имам... Иванов Дзинго ви предлага во име на коалиција. Во име на нивната коалиција на ВМРО ДПМН јас да бидам нивен кандидат. Што не доаѓаше во предвид, друго ќе беше да имам јас собрани 10.000 гласа, па да они ме поддржат, па да ме поддржи и глас и така натаму. Само одите кај Љубисав Иванов Дзинго или? Не, на кола ми беше испратена, тој цело лето се обидуваше да дојде до мене, на крај... Некој со вас доаѓа кај Љубисав? Да, со мене дојде Владанка Вирович. Тогаш се уште немаше гласано за уставните измени. Владанка Вирович се уште пратена во македонскиот парламент. Јас ја одбив таа варијанта и дури подоцна некаде во ноември, декември, не можам точно да се сетам за датумот. 2018. Кога таа варијанта отпадна, кога партиите размислуваат кого да кандидираат за своји членови, ми се јави позната пријателка која што ми кажа дека им оствариле средба со Мицкоски, дека дефинитивно ВМРО ДПМН сака да оди со
непартиски кандидат, со кандидат кој што има, да Октомври, речеме, ноември, некаде ноември беше. 2018. 2018. Конвенцијата им е февруари 2019, да, значи да. 3 месеци пред конвенцијата. Тогаш. Но јас се сомневам дека ова сценарио било направено и порано, меѓутоа јас дознав за него Ова тогаш. сценарио е направено уште на 17 Да, февруари, да. кога вие ги имате оние 200 потписи, но тоа ќе разговараме во емисијата 17 Веројатно. февруари. И јас како го враќам филмот, Сваќате дека тоа е сценариото. Дека е тоа сценариото, да. Значи ваша познаничка. Моја познаничка. Незиното име е меѓу тие 200 потписи? Да. Незиното име е прво, второ меѓу тие 200 потписи? Па, веројатно е, не сум ги гледала редоследом. Прво. Меѓутоа, многу блиска пријателка и до председателскиот кандидат Гордана Силјановска. Имаше И јас јасно и реков, она не ми кажа дека се работи за Гордана Силјановска како иден кандидат на ВМРО-ДПМН, јас се изнасмеав и реков, мене ми беше дадена понудата, јас ја одбив, ВМРО-ДПМН ги губи овие избори, тоа го знаат и не сакаат нивен член да го изгорат, туку некој што е независен. Имаше во тој период шпекулации дека 4 лица, условно речено од тој список 200 потписи или 200 интелектуалци за непромена на името Република Македонија, кој го прават на 17 февруари 2018 година, значи некаде периодот ноември 2018 година, значи 10 месеци подоцна, 4 луѓе од тој список има средба со Христијан Мицкоски. Никош не е ни демантирано, никош не е ни потврдено дека 4 лица имале средба со Мицкоски, дека таму е Гордана Силјановска, дека таму е Билјана Ванковска, Димитар Апасиев и Жидов Даскаловски. Има ли таква средба? Имате ли индици дека има таква средба? Знаете ли за таква средба и дали врз база на таква средба Билјана Ванковска доаѓа на разговор со вас и ви нуди да ја поддржите Гордана Силјановска? Таква средба сигурно имало. Јас верувам во тоа ми беше кажано, пренесено и сигурна сум дека имало. И на таа средба паднал договорот да биде Гордана Силјановска поддржана со голема поддршка на сите овие актери што ги кажат. Жената со која разговарате Билјана Ванковска? Да, видете, јас Билјана Ванковска ви пристапува. Да. И пристапува. Видете, ние често се слушавме во Бојкото, соработувавме и така натаму. Не се сомнам, дали Билјана Ванковска доаѓа да бара ваша поддршка за Гордана Силјановска? Да, апсолутно, тие бара од мене сите, и Мицкоски бараше од мене да ја поддржам. Имавте средба? Имав средба и со Мицкоски бараше Кога поддршка. е тоа? Па тоа е некаде пред нивната конвенција. Конвенција. Режирано е све пред конвенцијата? Да, пред конвенцијата, да ја поддржам. Јас, знаете, сум емотивен човек. Јас ја знам професорката Гордана Силјановска, ја сметам за патриот, немам проблем со тоа. Бараше ли Силјановска поддршка од вас? Бараше, знаете, сите тие бара од мене поддршка. Но истовремено, додека бара поддршка од мене, господинот Мицкоски настапи со една, да речам, реторика дека ние сме мала партија, занемарлива партија и така натаму, а од друга страна, јас сум тој opinion maker и оратор кој што треба да донесе барем 50.000 гласа за Гордана Силјановска. Ако тоа го направевме, ќе се ставевме клуч на партијата, бидејќи, како што реков, ние мораме во еден момент да ги казниме политиките на овие две партии, кои што не доведоа до ова дереч. И тука ја изигравме таа игра многу мудро и паметно, иако ми беше тешко. Морам да признам, емотивно тешко ми беше. Значи, Грча, проектот Гордана Силјановска е најмалку една година пред нивната конвенција, февруари месец 2019 година. Да, верувам, да. Ви имате понуда да бидете кандидат. Остана Љубиса Фиона од Зинго, а подоцна и луѓе блиски на Гордана Силјановски, сами од Христијан Мицкоски, на 3 месеци пред нивната конвенција барат ваша поддршка за Гордана Силјановска. Да. Тој ги определува политичките разврски во Македонија, бидејќи кандидатурата на Гордана Силјановска, зад која се знаеше дека ќе гласат луѓето блиски на Бранко Царенковски за да му наштетат на Зоран Заев, всушност го номинираше Стево Пендаровски да биде кандидат на СДСМ, бидејќи ако не беше Стево Пендаровски, ако беше, не знам, Оливер Спасовски, или ако беше Никола Димитров или било кој друг, луѓето на Бранко Царенковски ќе си гласа многу помасовно за Гордана Силјановска, кој беше министар во владите на Бранко Царенковски. Така е. Според тоа немаат кого да криват освен себе за доаѓањето на Стево Пендаровски. А ние како политичка партија утре ќе се сретнеме со сите можни субјекти, ќе се сретнеме со сите партии, со председател на држава, со секој. Ја не знам зошто беше таа хистерија
за мојата средба во која што одев да му кажам дека не може без една изборна единица и така натаму. И од тогаш натаму Христијан Мицкоски веќе ве смета за политички непријател. И почнуваат харанга против вас. Она што видете. Изолација на нивни Она што ја медиуми. го сметам за грешка на Христијан Мицкоски, кога тој дали морал да игра така како што играл, може би морал да игра така како што играл во целиот овој процес на помагање на проектот на Зоран Заев, односно на странците, тогаш тој мораше да се направи еден бекап, да се направи добри релации со опозицијски партии со кои што утре би се работува. Нема талент за таа не обедини. За таква не политичка. обедини. Нема талент за таква Нема политичка талент математика. очигледно. Нити волја или пак има голема само доверба, ароганција и така натаму. Знаете, она што сега го гледам на терен, напросто разочарува. Луѓето кои што до вчера велеа и во бојкотот беа вклучени и тропаа на маса и велеа нас СДС и му ги знаевме политиките, нас ВМРО не предаде. Сега се за ВМРО. Сега си се, па ако го дадат овој Дурловски на листа, ја ќе ги гласам. Нонстоп си наоѓаат некој алиби за да ги гласаат. Хендикепот на Мицкоски е што продолжува да го спроведува гореевизмот со шеста категорија на луѓе. На луѓе играчи кои биле од мандатот на Груевски. Првата и втората категорија на луѓе или екстра капиталци во времето на Груевски се веќе политички пензионирани. Мицкоски го има тој хендикеп или озбра да биде дел на тој хендикеп да го продолжи греевизмот со 6-7 категорија на луѓе. Или 6-7 категорија му придоа на Мицкоски, може би овие другите се трна и самите. Речено може име да се трнат. Може би им е речено да се трнат, но некој од тие луѓе кај нив јас не би ги зела кај мене во извршен одбор. Грчева, како Катица Јанева доаѓа да биде избрана на чело на СЕО? Вие сте една од ретките која гласа... Единствена. Не ретка. Океј, се извинувам. Единствена, значи, која ја напаѓате и гласате против изборот на Катица Јанева. Да. Заеднички кандидат е Катица Јанева. Да. И работи кои македонската јавност можеби не ги знае, двете афери, тој големото убо, јануари месец 2001 година и ова афера со бомбите, во клучни моменти, на клучна позиција во јавното обвинителство е Марко Зврлевски. Да, да. 2001 година мислам дека е завиник јавен обвинител и го води случајот големото уво. Дори го сослушува Бранко Цренковски или го вика на разговор Бранко Цренковски. Да. А 2015 година е јавен обвинител. Да. Гарантира за Катица Јанева. Така сите велат. Марко Зврлевски. Значи клучна фигура. ВМРО 2017 година под дрво и под камен го брани Марко Зврлевски да не биде сменет. Да. Од јавен обвинител. Точно. Како Катица Јанева ја договарат? Знаете, сте го гледале американскиот филм Форест Гамп за оној човек со прилично ниска интелигенција, со некој IQ под 80, мислам првиот влезен услов им беше да биде таков човек. Човек што нема во ниеден момент да вклучи свој мозок, кој што нема интегритет, кој што нема искуство во организиран криминал. Тоа значи направена слаб студент, добра психолошка значи одличен анализа. Профилаж е направен на таа жена за да биде исфрлена. Јас тогаш се чудев, се вртеа разни други имиња, зошто овој не е, зошто оној не е, за да потоа ми стане целата слика да ја склопам. Калеџије велеше дека и 2 одела си купил. Да. Бидејќи му било ветено дека ќе биде. Знаете, тој тогаш изјави на телевизија, сега СДС ги губи изборите кога Катица Јанева ја ставија и тој направи лоша проценка, како што многу други направија лоша проценка. Димитар Пасиев беше советник на Катица Јанева. Беше советник на Катица Јанева и кој се немаше. Го има и на списокот. 30.000 денари месечно добивал. Меѓутоа, јас сум сигурна дека Катица Јанева беше избрана од сите овие заедно за да биде носечка личност во целиот проект. А проектот беше мислам дека прибе опростување на сите гревои на минатата власт, нивно тргање од политичка сцена, носење на власт на друга номенклатура која што ќе направи промената на името. Дали Ван значи, Хојте таа кога дојде, или прибе, се извинувам, дали Ван Хојте или прибе по телефонски разговор или во телефонско интервју пред 3 месеци велат Никола Груевски ја предлага Катица Јанева. Така е. А Зоран Заев ја прифаќа Катица. Така е. Дали го следевте нејзиното обраќање во собранието последна година, кога дојде, мораше да дојде, да ни го даде финансивиот извештај, кој што на крај не ни го даде.
Значи, без финансов извештај заврши незиното доаѓање во собранието, но се малтретиравме со неа 2-3 дена. Значи, таа јасно кажа, кога виде дека ја почнавме прашања претениците кон неа, таа застана со рацете на колковите и ни рече: пазете што правите, не ви се плашам, зад мене стои Никола Груевски, ова експлицитно го кажа. Јас истрчав на говорница, можете да го видите, таа снимка е многу интересна, каде што им се обраќам на шарените, кои веќе маршира во нејзина подршка, нели, со оние слики Со од мајци, Чарлиевите ангели, им реков: сега да се ги запалите маичките. Одма веднаш сега да ги запалите. Ова е човек што ќе го извади Никола Груевски. А вие марширате за Никола Груевски и го да заврши извади. И го извади. Она си ја заврши перфектно улогата. Токму таква каква што беше, така им требаше. Тога зошто ја пуштат низ вода ако перфектно ја одработила работата? Па ја не гледам дека она пуштена низ вода, да се разбереме. Значи, она не е пуштена низ вода, она до толку можеше да изработи колку што изработи. Сепак Повеќе е во притвор не можеше. и се суди за сериозни дела, за сериозни криминали. И се суди, ќе видиме разрешица на тоа судење како ќе Има биде. една варијанта кај што се вели она е таму оставена за нешто да не и се случи. Така е, така Дека и многу- јас верувам во таа варијанта, она е може би тргната, бидејќи пазете, она што таа го има ислушано и тоа што го знае, па и во рекетот кој е све вклучен, тоа е многу клучен момент, ја става нејзе во некоја загрозувачка состојба. Грчева. Може би и тргната. Може би ќе сватите како провокација, но мораме да го анализираме. Две личности кои слушале бомби се во притвор Македонија и Белград. Катица Јанева во Македонија, Лјупчо Палевски Палчо во Белград. Се надевам дека е во Белград, барем такви се информациите. Во еден краток временски период двата ги снемува од политичката или од јавната сцена. Во момент кога се прават сериозни пазарлаци помеѓу двете доминантни политички партии, во мора да помане и СДСМ. Одење избори, што ќе се случи, како ќе се случи, и така натаму и така натаму. Дали има сценарио кој ги поврзува Катица Јанева и Лјупчо Палевски Палчо, да ги нема во клучни моменти на македонската политичка јавна сцена? Може би има такво сценарио за две различни работи. Врската им е, може би бомби има. Значи, ја не сум ги видела бомбите на Лјупчо Палевски, да бидам искрена, не ги знам јас Добро, лично. како ви пристапува партијата? Вие во тој момент, се извинувам, во тој момент, кога Лјупчо Палевски доаѓа кај вас во партијата, вие сте убедливо трета партија. Да. Во македонскиот блок. Да, апсолутно. Во сериозен налет, во сериозна експанзија. И одеднаш последната година дена, вие го губите тој налет. Ја губите таа експанзија. Што ми остава простор да помислам дека можеби намерно ви се приклучени одредени лица за да ви го уништат тој налет, да ви уништат таа експанзија, дека можеби има сценарио во целата таа работа. Јас не можам да исклучам сценарија, бидејќи сме сведоци на такви долни заверашки сценарија. Може би Лјупчо Палевски и тргнат од некого да биде заштитен, но може би и наместен. Јас, како и вас, ја очекувам разврската нова ситуација со Лјупчо Палевски, значи ќе повторам, ја не знам за тие бомби. Тој се фалеше, кажуваше дека има материјали, во прилеп, нели, и слушаа луѓето одредени материјали, но ајде да оставиме да заврши процесот. И мене ми е крајно сомнително да човек за 2.500 евра некој приватен долг на приватен бизнис биде задржан 5 месеци во затвор. Три држави не се вклучуваат во операција за елиминација на човек кој должи 2.500 евра. Да. Хрватска, Србија и Република Македонија. Да. Не гледам дека на ниту една од тие држави им одговара брзо да се реши тој случај, што значи дека стана збор за некој покрупен договор. Да, дали ќе успееме брзо да дознаеме што е не знам. покрупен договор. Меѓутоа морам да кажам дека трета функционира, неговото здружение функционира во рамките на глас. Не е спорно тоа. Грчева, исти луѓе се од големото во 2001 година до рекет и до бомбите 2015 година. Исти луѓе, исти ракопис. Само Лазар Китановски е починат.
Да, тој е починат. Само Лазар Китановски е починат, поранешен директор на Агенцијата за здравје, човек кој можеше да има влијание врз Зоран Верушевски. Човекот кој во име на Бранко Церенковски го држеше под контрола криминалното милје во Република Македонија и имаше комуникација со мокните западни разузнавачки структури. Тој е починат Лазар Китановски од село Издеглавје, Дебраца. Кога ќе видите кој све од Издеглавје, од Дебраца, од Слатино, од Велме и така натаму, многу работи ви станат појаснени на македонската политичка сцена. Не сте ве личност со кој би требало тоа да го анализирам, ќе има во некоја следна емисија, но Лазар Китановски е патриархот на целата таа структура. Значи големото уво, бомбите, рекетот, тоа се автор парти на еден исти, на еден исти случај, на еден исти процес. Ве разбирам. Катица Јанева е тука Форест Гамп во целата ситуација. Не знаела да бара пари како што треба. Да, ја фатија на со рацете у медот. Ко дете на 3 години кој е фатено ерокрем како краде доека мајката. Но дозволете и варијанта каде што Љупчо Палевски е склонет, можеби некој се почувствувал во опасност од она што тој го знае. Јас сепак би причекала до неговото доаѓање, кој што ќе биде скоро. Се знаеме 20 години со Палевски. Да, се знаеме, апсолутно. Со Мирко Велиновска сме го правеле заедно. Тој беше многу вклучен во бојкотот на референдумот, тоа не може да му се оспори ни во кој момент, една голема самопожртвуваност даде. Да, тука е проблемот. Луѓето што биле клучни во бојкотот сега се маргинализирани. Да. Одеднаш разни локни, разни структури на луѓе. Испадна тие биле фронтмени на бојкот. Разни нинџи што се камуфлира, па се покажуваа еднаш на еден протест камуфлирани целите, сега тие го воделе бојкот. Пред наши очи, доека сме ние живи, они ни ја фризират историјата. Како нема да фризират за Ванџо Михајлов, Тодор Александров, кога ова современа историја последните 2 или 3 години, на крај ќе исвен дека Христијан Мицковски бил фронтмен на бојкотот. Да, не се сомневам, бидејќи знаете, еве сме во предвечерие на избори. Ако поради формалности како што е законот за јавно обвинителство сепак дојде до некој одложување на изборите, тогаш ќе со консензус на овие партии и на ВМРО и на СДС. Пардон. Значи, мислите ќе го ВМРО треба да го искористи тој временски период, потребен му е да консолидира, може би вие ги гледате, едно 4-5 листи кои што трчаат сега по интернет, по Фейсбук, на така наречени независни интелектуалци, не знам. Прво им треба нова класна. Им треба нова класна. Ете им и класната имаат. Да. Имаат и класната треба да на добијат, листа. да, нова. Значи, тоа се ВМРО-ски клиентелистички ликови. Им треба нова приказна за бојкотирам. Да. Ке треба да направат нова приказна за бојкотирам. Ке треба со серија на Балкани кампањи, дел од луѓето... Да ги оцрнат оние кои што вистина беа начело на бојкотот. Па ајде и во тоа светло да го погледаме тргнувањето на Љупчо Палевски. Зошто и не? И всушност ВМРО се откажува од базната идеја со Гордана Селјановска да се доближи до неопределените гласови и до неопределените гласачи. Да, туку тргна по патриотскиот дел на популацијата, да си го врати своето. На тој начин никош нема да се доближи до резултатот на Никола Груевски, кој беше многу поумен и точно знаеше дека на тие негови 300-320 илјади треба да доде околу 150 илјади нови гласови за да може да победи сигурно на изборите. Христијан Мицковски во последните 12 месеци не оди на неопределени гласи. Но ќе им порачам на овие сите што се занесуваат, некои без нивно знаење ги ставаат на листи и така натаму. Мене исто ми беше понудена на некаква независна листа на интелектуалци да трчам. Фала Богу не ставаат. Но ќе им порачам. Фала Богу не ставаат. Ниту ВМРО ако победи, ниту СДС име не враќа. Но јас тука да си бидат сигурни. Водев кампања. Само ќе дадат алиби. Во најгледаната политичка емисија во Македонија, емисијата во Центар, водев кампања за бојкот. Да. Односно за игнорирање на изборите. И водев кампања да не се гласа на председателски избори. Но ме нема нигде. Така Зашто? Од истите причини мене нема. Како што ве нема вас. Така. И доека сме ние живи, здрави, у полна ментална и физичка кондиција, тие пробаат да напишат некоја нова историја. Нема да им пројди. Нема да им пројди. Сето ова има да се распадне како кула од карти, што не ќе се знае кој на која страна ќе лета во целиот процес. Многу ми е чуден народов, се претвори во нација на повторувачи. Јас сум од образование и така ги гледам, да вас 30 години некој ве краде.
од тоа крадење ве лаже. Ви ги партизира сите институции. Преку вода. Си ги приграбува сите институции, кај што се легло на тендери, гласачки машинери и така генерации со бомби. Уништија 10 генерации со бомби, бидејќи пазете, кај нас бомбите, иако формално се признаа како докази заради јавното добро, кај нас доказа, овие бомбите се користат исклучиво за уцена, кој да дојде на власт. Нема бизнис разговор кај што едниот него снима другиот. Него снима другиот. Ние едноставно станавме држава кој што секој снима. Апсолутно. Јас кога разговарам со сопругата дома, викам уклучете телефонот да ме снимаш или заборе да. Ите до тоа го носам до апсурд целиот случај, бидејќи седнал Орсе Камчев снима, па седнал не знам Зоки Кичевец снима, па не знам седнал Буки 13 снима, па не знам снимал Христијан Мицковски може, снимал Зоран Заев и така натаму. Значи нема некој што не снима во Република Македонија. И што е најтрагично, не се користат за јавен интерес, туку се користат за уцена да се дојде на власт. Апсолутно. Тоа стана клучен моментум како да се дојде на власт, не со програма, не со работа. Не. Туку како со слушање да се елиминира политичкиот противник, бизнис партнер. Еве ќе ви кажам моето сомневање и околу ова тргање сега на Заев и за распишување на предвременни избори. Сите велат тоа е заради недавањето на датум, тука му се излизна чергичето од подносете, тоа му беше единствената карта, не верувам во таа приказна. Јас верувам дека како што Никола Груевски беше уценет со предходните бомби, сега е Заев уценет за рекет. И тоа е трагично, знаете, ви излегува ВМРО, односно Мицковски, вели, пазите што правите, ние ќе ги дадеме бомбите. Па ако се ти од јавен интерес, ако судот веќе ги признал како докази, ти мораш да ги дадеш на увид тие докази. Па не може едно италијанска, маđarска, руско-бугарска линија, 3 години или 4 години, српска, пардон, исто линија, 3 или 4 години да ја малтретира Република Македонија. Ние гледаме што се случува со овие бомби, последни кои ги давала Верита. Тие се даваа 2 дена пред клучните локални избори или клучните регионални избори во Италија, кај што Салвини треба да победи во Емилија Ромања и да стане нов премиер на италијанската влада. Верита ги објавува тие бомби, кај што клучен акцент не се става само врз Фратело Вици и Фратело Заев, туку врз Могерини, дека Могерини им простила криминал 2014 година, нели? За да може Салвини да ги добие изборите во Италија, и не ги добива изборите во Италија. И ќе го пуштат низ вода ако не се опамети. Орбан го пуштат на локални избори низ вода. Ние не знаеме у Москва што се случи. Путин направил уставни реформи, или највел уставни реформи. Ја не сеќавам дека од Петар Велики некој тамо се занимава со уставни реформи, но окей, еве направиле. Гледате како све, како кула од карти се реди и се подредува и се случува во Република Македонија. Што ќе се случува во Република Македонија? Што ќе се случи со Зоран Заев? Што ќе се случува, постојат 2 сценарија, знаете, никој не може да биде доволно паметен за тоа што ќе се случува. Една работа е сигурна. Ќе стане премиер оној кој што има поддршка од надвор. Значи, Македонија е веќе 100% марионета во рацете на страницата. Ние во март ќе видиме кој ќе... Отприлike сега, скоро ќе знаеме, некаде крајот на февруари, почеток на март веќе ќе знаеме што ќе биде. Иако во неколку изјави и интервјуа на американската амбасадорка се гледа наклонетост кон сегашната власт. Да речеме, Се гледа. Дали тоа ќе се задржи до изборите, ќе видиме. Не можеме да дефинираме. Бидејќи постои една друга опција која што исто така држи вода, можеби за кусо велам. Овој ќе биде кус мандат. Кој да го добие ќе биде кус мандат. Ова ќе е многу куса влада. Ние можеме да очекуваме брзи предвремени избори. Апсолутно. Можеби ќе ја донесат опозицијата на власт, велам ќе ја донесат, нема да се избори таа сама, и покрај листите на овие патриотиве наречени, кои што се незадоволни, Боже ме, од ВМРО, се презадоволни од функциите и од клиентелизмот кој го работеле цели децении назад, значи не признам такво незадоволство. Можеби ќе го донесат Христијан Мицковски, токму да го зацементира договорот. Може би им е потребна поддршката од најголемата партија во Македонија. Може би да, може би не. Може би. Не го исклучувам и тоа сценарио. Моето мислење е дека станува збор за еден тотален политички аналфабет. Тотален политички неталентиран човек, кој не е дораснат да биде начело на ВМРО да помане. Се воздржам од вакви оценки и квалификации, да не дојди народен глас на Рубин Ивановски да ме цитира,
да не дој Саше Политико да ме цитира, како што претходно се воздржав за да не дој Курир да ме цитира. Да. Зашто од целата емисија ќе изваат 2 или 3 поенти кои нив им одговарат, ќе ги стават, а 75% од граѓаните во Република Македонија читат што ќе се напише во насловот, а не читат што ќе имате кажано во целата. Значи се воздржам од такви анализи. Мојот став за Зоран Заев е многу познат. Не согласувам со неговата политика од 2013 година, сметам дека е многу штетна за Република Македонија и Зоран Заев го сметам за многу штетен човек, политички. Апсолутно. Но Христијан Мицкоски го сметам за многу опасен човек за иднината на Република Македонија. Знаете, јас мислам дека тој многу опасен човек. Да, игра една чудна игра, каде што... Многу опасен човек за иднината на Република. Многу поопасен од Никола Груевски. Па јас тука би сместила уште еден играч, само сега не сакам да го кажам, кој што е многу близо до Мицкоски, го сметам исто така опасен, ако не и поопасен. Народот се поведува по некакви квази лидери, кои што му ги сервира практично штабот на ВМРО, преку негови незадоволни, и прогласуваат лидери од кого стигнат. Се плашам да не влеземе во ера на мали, провинцијски и скомплексирани диктаторчини. Добро, Грчева, зошто луѓето на Цренковски работат сега за Христијан Мицкоски? Вие го слушавте оно исказ на Лилја Стефанова. Значи, тамо беше Добрила Кацарска спомната, но беше спомната и Наташа Савова. Наташа Савова тоа го демантираше, меѓутоа Лилја Стефанова стои на тој нејзин став дека Наташа Савова и сема јавувана да биде ослободен Мирса Канчев. Значи, Наташа Савова, говориме за првиот човек до Бранко Цренковски. Зошто луѓето на Бранко Цренковски денес работат и му помагаат на Христијан Мицкоски? ПВВ и медиуми, што ти доа на таа страна, па секој ден кога ги отварате, ги фалат Христијан Мицкоски. Тоа е наша типична македонска особина, кај дува ветерот, таму да се свртат, мислејќи дека таму ќе се анкерираат, а тие богами имаат што да изгубат. Јас и вие немаме што да изгубиме, но тие имаат што да изгубат. Грчева, мислите дека Зоран Заев и во случај на пораз ќе се откаже од СДСМ? Бидејќи овој СДСМ апсолутно се разлика од СДСМ на Бранко Цренковски. Апсолутно непрепознатлив е. Тројката која сега владее со СДСМ е Зоран Заев, Оливер Спасовски и Љупчо Николовски. Љупчо Николовски 2011 година е председател на општинска организација на СДСМ во Крива Паланка, не го стават на добитно место на пратеничките листи и организира собирање петиции и протестира по Источна Македонија против таа пратеничка листа на Бранко Цренковски 2011 година. Оливер Спасовски е исклучуван од СДСМ, именуван од таа позиција од страна на Бранко Цренковски. Зоран Заев му го руши отпорот на Бранко Цренковски. Ова е сосема нова. Постојат шпекулации дека Љупчо Николовски, Зоран Заев и Оливер Спасовски се скарања, јас не верувам, тоа мислам дека се бетон. И дека полека од таа структура ќе отпаѓаат Радмила Чекеринска, полека ќе отпаѓа Рената Треневска-Десовска и веројатно ќе се обидат уште еднаш, ако има лош резултат Заев преку Петрич и Легов, евентуално да направат некоја промена или преку Мила Царовска во врвот на СДСМ, и ако тоа не го направат, Зоран Заев ќе биде бетониран. И таа негова Вице Заев екипа. Да, имате право, тоа е сосема друго СДСМ од она што го познаваме. Тоа е една варијанта која што нема поддршка пред се во Скопското крило. Нема поддршка во Скопското крило. Не ги примат, не ги прифаќаат. Не ги прифаќаат, со друг јазик зборуваат, други идеи имаат и така Олигархијата, па сега не може секој во СДС да свари, да речам, разни постапки на Зоран Заев, нити Фросина Ременска можат да ја сварат како еден човек кој што ја направи дури подпредседател на собранието. Тоа беа све нови ликови кои што кои се клучни ликови во аферата Рекет. Тие нови ликови кои ги донесе во негово време на чело на СДСМ. И мислам дека има еден изблик на незадоволство во СДСМ и не верувам дека позицијата на Заев е така цврсто бетонирана како што ние си мислиме. Што ќе случува во МРДПМ ако Мицкоски не победи нови избори? Па ќе мора да си даде оставка. Тамо ќе биде или Гордана Селјановска или тоа што јас цело време го велам, Ѓорги Иванов. Не верувам дека Гордана Селјановска после овие премрежија низ кои што поминува со правосудството, дека ќе сака и како жена и како мајка и така натаму да се толку силно активира. Повеќе мислам дека ќе биде професорот Иванов, ќе биде Тоа е оценка. Исфрлен, тоа е оценка.
тоа е оценка. 27 Но април ја Мицкоски донесе, ќе ја мора да си донесе. даде оставка, бидејќи водете сметка, ги изгуби како шеф на штаб локалните избори, ги изгуби председателските избори, веќе ќе мора Не да се само тргне. шеф на штаб, тој беше И носител. генерален секретар. И не само генерален секретар, тој беше носител на листа Да, на ВМРО имате ДПМН право. за изборите Имате во право. град Скопје. Имате право. И изгуби, Имате право. и изгуби катастрофално. Да, И тој, да, и Коце Треневски. Да. Значи ќе мора да се трне и да се најдат нов лик, кој што може би на поинаков начин ќе ја профилира партијата. Јас не знам. Она што најмногу ми смета кај Мицкоски е неможност или несакањето да направи некоја консолидирана опозиција да ја сруши власта. Нема е тоа задачата. Не му е тоа задача. Тоа нема е очигледно не му е задачата. задача. Он си има друго сценарио. Ќе заврши работата преку Он овие луѓе си има- што изигруваа разочарани од ВМРО. Ако е за Кати Ценева направена добра подготовка и добра психолошка анализа, и за него е направена. направена и за Христијан Мицкоски. Направена е, Како сигурно. што е направена и за Зоран Заев. Сигурно. Мислам, Не е тука- оставено тоа на случај. Апсолутно не е оставено. Ке има избори на 12 април? Знаете, до вчера се колнев дека ќе има избори, мислам дека ќе има избори, ако не на 12 можат да одложат за 2-3 недели, не можат повеќе да одложуваат. Овој закон за јавно обвинителство, како да си бараат алиби, Овој закон мора да се усвои. овој закон Излага си бараат американската, алиби. излага американската амбасадорка. Знам, Вели знам. мора да се усвои. Излагаш Богар, вели мора да се усвои. Во моментот Грчева, во моментот на терен имаме две структури. Француска која работи за ВМРО ДПМН и британска која работи за СДСМ. Две структури. Премногу ВМРО очекува од француската структура, која би обединила дел на српска структура, дел на руска структура, која работи за ВМРО ДПМН и она британска структура која работи за СДСМ. Ја не би рекла дека Агентот- француската структура 100% работи за ВМРО, не. Мислам дека повеќе германската структура работи, но таа веќе е на климави нозе во Европа. Две германски структури. Две германски структури. структури, Има. да. Тука е проблемот. Да, тука е проблем. Бидејќи ние го занемаруваме фактот дека некаде пред 3 или пред 4 години, мислам дека Камерон е тогаш премиер се уште на Велика Британија, кога Ангела Меркел и се случи аферата на прислушкување. Да. Не се консултира со своето разузнавање, туку оди во Лондон, кај што Камерон ја обезбедува британското разузнавање да дава одредени информации што и се случи во Германија. Тоа покажува дека некаде пред 4 или 5 години Ангела Меркел веќе нема целосна контрола врз германското разузнавачко милје и политиката која Германија ја води. Така да тоа е еден од хендикепите на ВМРО ДПМН. Второ, ВМРО ги заостри или ги влоши односите со Ангела Меркел токму околу прашањето на Дризла и приватизацијата. Германската компанија беше одбиена некој италијански новокомпониран партнер. Добро, да речеме и тоа може да биде тоа се, некоја и тоа се релации кои ситница, но тоа се релации Германија сепак останува еден партнер со Ангела Меркел Со начело, Со ВМРО? ВМРО, да. Па добро, 4 сојузници имале германците. Да. Тоа била Бугарија, тоа била Хрватска, тоа било Косово, албанскиот фактор, Така било е, ВМРО да така е, ВМРО да така е, тоа се четирите така е, столба на така Германија е, секојаш на балканскиот така е. на балканскиот полуостров. И ајде сега да ве вратам. Љупчо Палевски има процес во Хрватска, каде што е најака десницата, дури и ду има своје упориште во Хрватска. Да. Тука ќе има многу интересни моменти, во да Хрватска, видиме. во Хрватска ќе има исто интересни моменти. Гледате како Маријана Петир одеднаш секој месец е во Унгарија и во Маđарска. Да. Значи не се задоволни маđарите Орбан од ХДЗ и ја земат Маријана Петир, големата македонка, нели? Големата е пријателка на Република Македонија и неа веројатно ќе ја прават еден од клучните фактори на хрватската политичка сцена. Така е. Слично може да се случува во Македонија. Ќе видиме значи некоја интересна разврска. Мислам имавме одлично интервју. Ви благодарам. Да, мислам дека имавме многу работи, фативме ги, заанализиравме. Има уште многу И работи да видиме за анализирање. што ќе се случи на 12 Да, април. да. Многу Да среќа. видиме. Благодарам. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечерва можете да проследите интервју со Зоза Грчева на тема зошто луѓето на Бранко Царенковски работат и му помагаат на Христијан Мицкоски. Ние се гледаме повторно во недела во 22 часот. До тогаш пријатна вечер Македонија, каде и да си.